60 лица со посебни потреби од Македонска Каменица со нетрпение ја чекаат изградбата на дневниот центар за лица со посебни потреби во нивниот град. Од нив досега само 7 го посетувале Делчевскиот дневен центар, а останатите се оставени надвор од системот. Секако ќе биде подобро, ќе има олеснителни околности со тоа што нема да патуваат секој ден, да ги малтретираме со привоз. Имаше исто така проблеми, постојано нема гориво, нема едно, друго, трето. Тие вработените од дневниот центар постојано изнаоѓаат изговор или комбето е расипано, или немаат нафта и децата постојано одат 3 месеца, 3 са дома и тоа е тоа. Делчевскиот дневен центар постои 12 години и досега функционираше како меѓуопштински. Тоа не представува конкуренција и ако би била конкуренција би била во позитивна смисла на унапредување и развој на услугите помеѓу двата дневни центри, со тоа што конкурентноста ја гледам во еден друг дел, а тоа е во солидарноста на граѓаните од двете општини. Отворање на ваков дневен центар во родното место за овие лица има свои предности. Тоа значи овозможува интеграција, социјализација и нивно вклучување како еднакви граѓани меѓу еднаквите. Дневниот центар во пократка смисла дава можност од интегративен аспект, социјални ефекти и можност да родителите бидат во постојана во еден континуитет на развојот на нивните деца. Изградбата на дневниот центар во Македонска Каменица започна. Инвестицијата чини 10 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општината. Тој дневен центар е во непосредна близина на детската градинка, значи со неколку занимални по сите стандарди кои што исполнуваат за бројка од некаде околу 60 посетители на тој дневен центар за деца со посебни. Градежните работи на дневниот центар треба да завршат во јуни наредната година, а од Министерството за труд и социјала се очекува помош околу набавката на инвентарот и мебелот за дневниот центар.